Добар ден, почитувани, Аргумент Плюс на Телевизија 24, како што и кажа во најавата во дневникот, во овие празнични денови, во овој предновогодишен период, темите од политиката, економијата, социјалата, ги тргаме настрана, барем денеска јас, ќе зборуваме за една интересна тема, ќе зборуваме за смејата, односно каде исчезна смејата. Мислам дека во студиото имам соодветен гостин за тоа. Тоа е доајенот на македонското глумиште Џокица Лукаревски. Добро вечер. Ви благодарам што ја прифативте поканата. Благодарам што ме поканивте. Мислам дека ќе кажеме некои работи кои што ќе бидат интересни да се слушнат од публиката. Темата која договаравме за овој разговор и веднаш ја прифативте дека ќе зборуваме за ова, нема да зборуваме за политика. Има впечаток одамна дека по улица не сум сретнал насмеан човек. Не сум видел луѓе со ведрина на лицето. Тоа ми е и прашањето, како што е и темата. Каде ни исчезна смејата? Па, мислам дека сите се апсолутно свесни дека оваа состојба која што е перманентна, постои во нашава држава, мислам дека на некој начин ги доведува луѓето до тоа да бидат малку депримирани од одредени ситуации и мислам дека смејата се изгуби онаму кога веќе имаше страшен капацитет, имаше хуморот и сатирата во дадено време, кога органите на управувачките органи на телевизијата и на радиото не снајдоа начин и можност да го продолжат нашето постоење, кое што значеше хихирику во живо, кое што беше една од најслушаните и најгледаните емисии во дадени ситуации кога имавме и настапи во живо во Домот на Арама, така да мислам дека од тогаш тоа беше последниот период, последната активна смеја која што би ја нарекол така, која што ги хранеше луѓето затоа што нашето постоење и функционирање буквално представуваше храна за сите оние кои што сака на еден сатиричен, хумористичен начин да се насмеат и да учествуваат во животот, онакак да бидат безбрижни во ситуацијата што всушност ќе се случува и понатаму. Сега социјалните разлики направива огромен јаз меѓу луѓето кои што на некој начин живеат едни без други, други без трети и така натаму. Така да тоа е основната причина која што на некој начин ја елиминираше смејата. Сега дури гледаме на социјалните овие теми кои што треба и на ова телефониве што ги слушаме и така натаму се кажуваат вицеви кои што на некој начин значат смеење некакво, што мислам дека е тоа последната варијанта која што може да ги предизвика луѓето да се насмеат. Ако зборуваме за смејата и за веселбата, има ли постојат ли граници? Каде завршува смејата, а каде почнува навредата? Ако можам така да го дефинирам прашањето. Може и така да се дефинира, меѓутоа никој пат смејата не била дел од некаква навреда. Никој пат смејата не била, да, сатирата била во секој случај саркастична на некој начин, меѓутоа никој пат не била навредителна, туку некакво обележје кое што на публиката и дава некаква храна, и дава подстрек да се смее заради тоа што без хумористични настапи на оние што учествуваат во некакви сатирични емисии не може да обстои една. Знаете зашто го прашав? Дали би поминале шегите што биле во 80-тите, во 90-тите, сега во време кога на се внимава. Се внимава да не навредите некој од било каква дискриминација, дали е полова, национална, етничка, верска или по било кој основ. Во 90-тите не се внимавало толку во шегите. Да, не се внимаваше заради тоа што беше еден друг систем.
еден друг систем на живење, беше, нали, 80-тите, 90-тите години, беше еден друг систем на живење, кај што немаше такви конфликтни ситуации меѓу и постоење на поделби, нали, партиски, лични и така натаму. Не постоеше тоа, туку имаше една единствена цел за да се искритикува нешто или да се настапи на некаков сатирично-хумористичен начин. Тоа беше едно време кога навистина имаше многу интересни настапи, многу интересни случки, смешни случки, кои што го окупираа народот. И буквално мислам дека сета популарност која што на некој начин ја носиме ние, една стара генерација, се должи токму на тоа, на таа една слобода во говорот, затоа што беше апсолутно издржана од авторите кои што работеа тогаш. Мислам дека не само ние, како Хихирику и како театар, и во театарот имаше представи кои што ја носеа публиката да гледа, замислете една представа од 300 пати да ја гледаат и со огромна желба повторно да се случи нешто. И тоа не е една представа. Со колки во стомакот од смеи. Да, најпоќе, дури сите одеа на гастро да видат што се случува. Така да, беше интересно. Многу, меѓутоа, немаше континуитет на такво нешто, заради тоа што се сеќам ние во радиотелевизија Скопје, кога бевме, нали, македонската радиотелевизија, кога бевме на ова Хихирику, дури имавме една конфликтна ситуација, веројатно дека произлезе нешто што не беше баш најдобро наклоно кон некаква нова структура управувачка. И тие не елиминира и покрај тоа што ние имавме апсолутна желба да работиме понатаму, поготово авторот Иван Карадак, кој што беше единствената личност која што беше посветена максимално сатирично, хумористично да го осмисли животот, така да ние дури бевме спремни без пари да работиме, што беше минимално, како беа минимални хонорарите, меѓутоа сакавме, затоа што чувствувавме дека има некаква потреба. Огромна потреба народот да се смее, да се забавува и да се пречистува на некој начин катарзично, да се чувствува кон она што му се случуваше, позитивно или негативно. Колку е убаво од бината да ги гледате луѓето и со вашето делување, со вашата игра, а они ве очекуваат да го кажете последниот збор за да почнат да се смеат. Одлично. Како е тоа чувство? Да, одлично сте забележале дека тоа е единствената сатисфакција на било кој артист кој што игра на сцена. А знаете дека знае што следува сега гледачот, така? Да, меѓутоа едва го очекува тоа. Го очекува тоа за да се поентира. Сите чекаат на некој начин да оној главниот штос да произлезе токму од реченицата и да бидат сите активни во тоа смеење, така е. Како актер сакам да ве прашам. Да. Колку е тешко да се насмеат луѓето денеска? Денес, гледајќи состојбите во држава, малку е потешко да се дојде до смеење заради тоа што сите сме оптеретени со некакви приватни оптеретувања кои што Не дека во 90-тите ги немало. Не. Така? Да, ги имало и тогаш, меѓутоа тоа биле апсолутно приватно, не општествено. Сега општествената состојба ни налага малку поголема тежина да направиме нешто што е, затоа што и пак велам, мислам дека недостатокот на автори кој што имаше во тоа време ги имаше доста, недостатокот на автори кои што знаат и умеат да направат некакви сатирични коментари на одредени ситуации, веќе ги нема. По мене, мислам дека ги нема и тоа е еден недостаток кој што многу тешко ќе биде надокнаден во дадено време. А барем денешницата ни носи толку многу теми и толку многу. Не сакам да кажам дека нема да зборуваме за политика, меѓутоа нашата професија чувствувам дека полека се елиминира од премногу глумци во општественото живење. Се елиминира нашата професија. Многу глумци има, тоа е многу важно и тоа е добро. Тоа е добро за народот да знаат дека не е само театарот, него тука и политиката има одредена мера на забава, на хумор, затоа што глумците мислам дека се изродија и во политичките структури, кои што ни го земаа парчето леп. Бога ми да. Повеќе на кај вашата професија се тера.
публиката денеска се смее од срце или од навика, да кажа? Па не, публиката не доаѓа во театар или на медиумите за да се концентрира од навика. Не од навика. Да направи селфи? Да, малку да се видиме кои сме, смешно е ово, оно. Да, меѓутоа не, мислам дека не доаѓа од навика, туку треба да биде предизвикана смејата, треба и хуморот да биде предизвикан. Не може од навика дојдов ја да се смеам и ќе се смеам заради ова. Не, по некој пат има и моменти кога не ќе може баш така наедноставно со намера да се дојде да се смее, нели? Колку социјалните мрежи, ете, ги спомнате на почетокот, предизвика една лажна слика, една лажна смеја. Во смениен начин од културата, наоѓање во театар, во кино, во посета на културни манифестации и така натака. Да, социјалните мрежи мислам дека недоволно го користат моментот на експлоатирање на сатира и хумор. Мислам дека недоволно затоа што еве јас во поголем период не сум видел некаква хумористична сатирична емисија која што има одредена содржина, која што има едно ниво, која што публиката едва и го чека. Сум наидувал на многу луѓе кои што едноставно ги памтат нашите настапи и едноставно ми вика, ајде што чекате, дајте снимајте нешто, ајде време, ајде да се смееме, малку да се смееме. Луѓето сакаат да ја монотонијата на живењето да сведат на нула. Меѓутоа нема можност затоа што ниедна од телевизиските куќи не се обврзани да имаат некаква лична програма која што е многу скапа, се слагам, меѓутоа барем еднаш годишно може да направат некоја кратка емисија сатирично-хумористична која што ќе ја освои публиката, а тоа е многу важно. Многу важно затоа што преоптеретени сме со одредени странски варијанти, да не спомнувам какви, што и како преоптеретени сме со тоа. И мислам дека треба конечно оваа 26-та година која што ни доаѓа, нека биде среќна за сите хумористични намери и можности кои што би требале да бидат презентирани на медиумите. Колку училиштето, семејството, општеството може да влијаат во зацврстување на смејата во ведриот дух? Оние почетоци на животот што се вели. Почетоците на животот на смејата, уствари, почнуваат од мали нозе, нали, од децата. Колку децата ќе го прифатат тоа како еден смешен гест, кој што недостасува сега. Ја мислам дека се помалку има детски емисии кои што на некој начин ја хранат потребата на децата да се насмеат, да бидат многу весели и да бидат многу желни за нешто да направат и тие, да предизвикаат одредена во домашна атмосфера. Не е битно меѓутоа да бидат испровоцирани од нешто што ќе го видат на телевизија или ќе го слушнат негде. Не ги нема веќе комедијанти, ги нема да играме циркус, да не ги набројувам оние со кои што ние растевме порано. Да, па ги нема затоа што еве велам, нема можност преку медиумите да се дојде директно до децата. Нема можност, немаме таква можност. Сакам малку да посветиме време и на вредностите, трката по подобар живот, подобар, зборам за материјално. Колку тоа не прави понервозни, поизморени, несреќни, а всушност вистинските вредности можат да бидат нешто многу мало. Кога последен пат сте виделе човек или некој ваш познаник што се израдувал на некои мали работи? Се поредко, пардон, ле реков често. Се поредко. Да, се поредко заради тоа што мислам луѓето се преоптеретени со некои други проблеми кои што ги пратат цел живот. Бар во ова нов период на живење на нашава држава. Нели ги пратат цел живот, секој дали социјални, дали здравствени, дали не знам материјални од друга гледна точка, меѓутоа луѓето немаат релаксе, не се релаксирани. Не се релаксирани да се препуштат на нешто што значи задоволство од животот, смеење, нешто што значи уште убавина, уште појќе занес во нешто што значи убаво, што значи вредно.
Немаме таква можност, затоа што сите се преоптеретени со тоа, чекај како ќе поминам овој месец, па дали ќе направам ова, па дали ќе биде ова, па дали ќе се случи ова, па дали А не ги оставаме работите да се течат самите како што... Да, како што било на времето, така било. Добро, ние се очекуваме дека така ќе биде и сега, не велам дека не. Имаме надеж, апсолутно. Кога таа ќе се оствари, ќе видиме, значи кој ќе преживее, сигурно дека ќе го почувствува тоа време. Овој брз ритам на живот се повеќе не одделува едни од други, а мислам дека како пресек направи пандемијата. По пандемијата мислам дека уште толку луѓето се оддалечија, што се одродија на некој начин. Да, па пандемијата беше всушност страф од смрт. Тоа беше пандемијата, затоа што беа страшно многу смртни случаи имаше. Дури луѓе кои што на ниеден начин не почувствувале некаква тежина здравствена, доаѓа во атлети, спортски луѓе, затоа што коморбидитетот на личноста никој не го знае. Него одеднаш тоа беше нападнато од една епидемија која што страшно тешко ја поднесовме, а да се игра со такви работи, мислам дека е недостојно и непристојно, апсолутно. Туѓиот успех го доживуваме како личен пораз, наместо тоа да не биде инспирација или подвиг. Се почесто има вакви примери. Мислам дека тоа е погрешната варијанта на живеењето, дека туѓиот пораз не прави горди. Не. Мислам дека секој позитивен чекор, секој успешен чекор треба да предизвика кај нас еден дополнителен мотив за некакво уште поангажирано живење, влијание, создавање на нешто што е дефицитарно во нашиот круг на живење и на постоење. Мислам дека треба секогаш да се радуваме на туѓите успеси, кои што може да бидат апсолутен предизвик и за нас, кои што на некој начин очекуваме дека нешто ќе се случи. Индиецот Мадан Катаира во 1998 година го основа Светскиот ден на смејата, кој се одбележува 2 пати годишно. Првиот пат е за 2 недели, односно на 10 јануари, а вториот е на 2 мај. И докажува дека смејата е најдобриот лек против многу болести. Вели, против стресот кој секојдневно се зголемува со современиот начин. Истражувањата покажале дека гласното смеење го зголемува производството на лимфоцити и активноста на клетките кои што можат да го убијат туморот. Секој од нас може да направи нешто за да ја врати смејата и да живее многу поубаво. Ова е научен третман на хуморот и на сатирата на смејата, нели? Јас еднаш кажав на едно место кој е лекот на смеењето, на животот. Лекот на животот е смеењето. На долгото живење е смеењето. Позитивата. Меѓутоа, таа не се купува во аптека. Во аптека не можеш да купиш, дај ми од она смеење SC42. Нема таква смеење. Значи, нас ни треба, тоа е лекот. Смејата директно, во живо, на медиуми, на присутност меѓу луѓето, тоа ќе го продолжи живењето и ќе го направи животот уште подобар, поубав, поинтересен. Тогаш ќе мислиш дека слушај, не сум го живеел животот за џабе, убаво ми е, ќе се изнасмеам, замислете во театар кога се оди и доаѓаш во представа која што не си ја гледал и одеднаш те освојува представата со нешто што значи невидено, браво, одлично, и паѓаш од смеење, не знаеш кај си. Тоа е многу интересна позиција, една позиција која што се помалку ја има. Каква порака би им пратиле на младите? Како да вратат смејата во секојдневниот? Мислам дека има една погрешна варијанта, која што може би не е толку евидентна кај во јавноста. Меѓутоа, кај оние што се бават со тоа, мислам дека е тоа погрешна варијанта на отфрлање на личности кои што се бавеле со хумор и со сатира, кои што се во можност тоа да го направат и кои што со своето искуство може да имаат максимален придонес во развојот на хуморот и сатирата. Тоа значи дека борбата на генерации не значи длабок рез меѓу оние што беа
и овие што следат. Не, тоа е микс апсолутен на вредности кои што ќе се развиваат, као што јас, мојата генерација, сме почнали од нула и сме дошли до некој врв, сме били измешани, апсолутно миксирани со една генерација на искусни, спремни луѓе, почнувајќи од Петре Прличко и така натаму, да не кажуваме. Имали од кого да учат, имали и од вас како да учат. Апсолутно, и јас мислам дека тоа недостасува, апсолутно недостасува не заради друго. Нити пак некој ќе се збогати од нашата генерација, меѓутоа присуството таму ќе значи една позитивна патека по која што младата генерација, а има многу талентирани млади дечки, да се разбереме, тоа ме радува. Тоа ме радува, има многу талентирани млади дечки кои што може да направат нешто и нив им недостасува работа. Јас велам дека ако на младите артисти им се даде шанса што повеќе да бидат на медиум, што повеќе да бидат во театар, така се кали еден карактер, една личност и така се произлегува, се доаѓа до нешто што сите ќе го паметат, апсолутно. А такви млади има многу. Таман да се поврзам на овие последни прашања што ги имам. Најмладите денеска, барем кај мене дома, ве знаат како мајстор Ѓоко од серијалот Дајте музика. Мојата генерација ќе ве памети по македонските приказни, женски оркестар, Кихирико, како што го спомнавте неколку пати, многуте улоги во драмски театар, Чук Стојанче, Ајде да се дружиме, Трзвија Скопје, Ларис од чудовиштата од нашиот град. Многу улоги. Нема да барам од вас да кажете која ви е најдрага, бидејќи секоја улога си има својата тежина и претпоставам секоја ви е драга. Сакам да ми кажете дали гледате тука перспектива. Рековте дека гледате. Колку им е дадена можност на младите актери да се искажат? Да, кажав и сега, повторно ќе повторам, уште еднаш дека младите, мислам дека нема доволно можности. Тогаш со една телевизија, со два театри, ви имаше на секаде. Да, меѓутоа продукцијата беше максимална, мислам се снима многу. Јас многу имам и телевизиски серии и драми. Не може се да набројам. Без разлика, не треба да се набројува за некој сега да каже ќе правиме и награди добитници. 5 па табла, 5 па табла. Не, тоа не е уопште битно. Нема евиденција на нешто што си направил. Си направил колку луѓето ќе те памтат. По тоа што те памтат луѓето, тоа е резултат на твоето минато, кое што во секој случај си сакал да го направиш Колку сте искористени, еве да го преформулирам прашањето, колку сте искористени од младите да научат од вас, да побараат совет, да побараат нешто што треба да го знаат? Јас сум разочаран сум, заради тоа што мислејќи дека ние ќе влијаеме со нашето искуство и познавање на нештата, ќе влијаеме на една нова генерација авангардна, која што има апсолутна можност да го направи. Јас сум разочаран што нашата комуникација со тие млади генерации е некако, да не речам просто да не постои. Што за мене е разочарувачки. Разочарувачки е заради тоа што Благојат Шоревски, Гоце Тодоровски, да не ги набројам плејадата на хумористи, сатиричари кои што носеле репертоар во драмски театар, реплики што уште ги кажуваме ако се при 30 години кажам. Како, апсолутно дека тоа е недостаток кој што и мислам, знаете, глумата, начинот на глума, гегот кој што го правиш на сцена, тоа е нешто што треба да се почувствува и треба, барем ако ништо друго, да биде пополнето и со една млада и стара генерација. Тој микс, велам, тој микс на генерации, така многу ќе придонесе за нешто што јас еве велам, замислете денес Чоревски, Гоце, јас, се движиме низ град, луѓето не препознаваат по нештата, замисли на сцена да излеземе на сцена не со Бог знае какви улоги. Не, едноставно да бидеме присутни кај што ние со нашата популарност ќе придонесеме уште поиќе да расте сцената. Сега некој ќе рече дека тоа се стереотипи, така? Ајбе, овие се више знаат. Не, ама и тоа има некакво влијание. Имам еден пример да ви кажам, само ако има уште време. Имаме. Во една телевизија, слушав едно интервју со еден познат
актер од Белград со 80 годишна возраст. И седи, се прави интервјуто вамо, тамо, како, што е добро, и он вика, извинете, вика, мора да идам на сцена, вика, ми почнува представата, 80 години. Јас не велам дека треба тоа да се направи. Апсолутно не. Меѓутоа, да разграничиш дека овие отидоа, Да. и овие сега доаѓаат, и тука е границата. Не. Јас имав представа, не сакам да кажувам се дека имав представа која што отидов во пензија со двајца, јас и мојата колешка Маја Великовиќ. Една представа која што најде на извореден успех. Меѓутоа во театарот не се најде некаков начин да се дозволи да се игра таа, не нити за надомест, нити за едноставно држејќи го репертоарот на едно ниво кое што мислам дека е позитивно. Имаме ли светли денови за македонскиот театар? Јас се надевам дека ако нема, тогаш тоа би било погубно. Тоа би било погубно и за генерациите кои што доаѓаат, би било погубно и за публиката, затоа што сметам дека како се развива светскиот театар, кој што е исто во криза, мислам дека ќе наидеме на некои нови решенија кои што авторски зборувам и режиски и актерски, кои што ќе бидат таква свежа крв на присутноста во Ова дигитално време не е опасно за дигиталното време е за дома. За филмот не. Филмот е друга работа. Филмот е апсолутно, јас зборувам за театар. Филмот е сосема друга работа. Филмот, она што го прави сега филмот, кој помислил дека на таков начин ќе може да се презентира една филмска приказна. Кој можел да го предпостави тоа? Ова се нови времења кои што не ги знаат сите да ги искористат. Оние кои што буквално се бават со таква вештачка интелигенција, да не речем, нели? И тоа е дел од новото време. Така. Тие што се бават со тоа, Джокица Лукаревски ќе биде направен на компјутер. Цветко. Да. Така да тоа се новите моменти, да. Да бидеме цела година вака насмејани како што бевме оваа емисија. Јас имам желба да сум стално насмејан и со било кој, да сум таков ми е темпераментот, и би сакал така да се задржи тоа долго време, за да можеме да се чувствуваме уште попријатно и во нека друга прилика, нели? Се надевам дека ќе вратиме смејата секаде во низ Македонија, секаде дека мора да се врати смејата, мора под секоја цена, мора да се врати смејата заради тоа што, пак реков, смејата е лек за душата, а тој лек го нема во аптека, тој лек го носат артистите. Тука е работата. Значи, јас на некој начин сум лекот за луѓето. Така, со позитивна мисла, со ведра мисла да се бидеме живи и здрави, и благодарам на гостувањето. Ви честитам на телевизијата, честитам среќна нова година на сите вас вработени тука. Ви сакам уште многу успеси, затоа што сте една стварно, на вистина гледана телевизија со интерес од публиката. Така, ви благодарам. Почитувани, ете, се надеваме дека ќе имаме една убава година, цела со смеја и со убави моменти. Јас за годинава завршувам со аргумент, ви ја честитам новата година, да бидете здрави и живи, па се гледаме во следната 2026. Од мене пријатно.